Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Како што спомнавме минатата недела, почитувани слушатели, денес е Света Марина или Марија Огнена. Нека е напомош и имињата кои го носат на светицата, нека им се честити. Вечерашнава наша емисија ќе биде посветена на светецот Илија, но ќе дадеме и прилог по повод македонскиот национален празник Илинден. Пријатни минути со радиочасот Глас од Македонија, а за тоа нека ни помогне илинденската честитка испратена од познатата наша сонародничка, посебно во кулинарството, во готвењето Марија Ангелевска со синовите Тони и Владе и нивните фамилии, која на сите управи и женски секции на македонските православни цркви во Онтарио, а посебно до председателот Славе Бунтески и управата, председателката Милица Поповска и женската секција, сите оние кои помагаа незе во работата и помагаат или било на муштерии, за било какви веселби, а посебно за своите најблиски роднини и пријатели и на целиот македонски народ, честитајќи го религиозниот и македонскиот национален празник Илинден, со желба уште долги години вака да славиме како што вика таа, а оние кои го носат името на Свете Илија, нека им е честито. Истовремено на нивниот син и брат Владе и сната Ајлин им го честитаат брачниот јубилеј. Честито и од редакцијата на Глас од Македонија, а на Марија честит имен ден. Од далечна земја песна ти пеам, поздрав ти праќам Македонијо. Поздрав ти праќам моја родино, поздрав ти праќам татковино, од далечна земја песна ти пеам и твоите чеда ги веселам. Од далечна земја песна ти пеам и твоите чеда ги веселам. Со црвено вино наздравувам, од срце со песна те поздравувам, пред олтари Бога се поклонувам, вечна да е Македонија. Со црвено вино наздравувам, од срце со песна те поздравувам, пред олтари Бога се поклонувам, вечна да е Македонија. Тука ме донесе, со солзи ги пеам песните, вечна да бидеш ко сонцето златно, вечна да си Македонијо, вечна
сонцето златно, вечна да си Македонијо. Со црвено вино наздравувам, од срце со песна те поздравувам, пред олтари Бога се поклонувам, вечна да е Македонија. Со црвено вино наздравувам, од срце со песна те поздравувам, пред олтари Бога се поклонувам, вечна да е Македонија. Со песна те поздравувам, пред олтари Бога се поклонувам, вечна да е Македонија. Со црвено вино наздравувам, од срце со песна те поздравувам, пред олтари Бога се поклонувам, вечна да е Македонија. Пред олтари Бога се поклонувам, вечна да е Македонија. Утринското кафе е навистина и најсладко. Меѓутоа, тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Ист Јорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џорџ Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдингзи, за кондо, исто така депозит иншуренс финансинг. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416-712-4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од собственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа, тие располагаат и со 2 спортски сали, односно фит центерс, даваат интертеймент, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои паркве и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Гоулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506.
знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на ова фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643 7615. Да повторам 905 643 7615. И во продолжение да одиме со прилогот за празникот и светецот Свети Илија. Свети пророк Илија, кој живеел во 9 век пред нашата ера, за негово дело е напишано во Стариот Завет, Новиот Завет, Талмудот и Коранот, што значи дека е почитуван во многу религии: јудаизмот, христијанството, исламот, бахајството, јаховините сведоци и така натаму. Свети Илија е единствениот пророк кој на небото воскреснал жив. Тој е еден од најзначајните светци во христијанството. Иконописната традиција го слика пророкот Илија како се вознесува во кола со огнени тркала, која е окуражена од сите страни обкружена со пламени и запрегнати 4 крилати којни. Според верувањата, кога Свети Илија се родил, неговиот татко Савех видел ангели околу детето како го повиваат во оган и му даваат да јаде пламен. Името Илија во превод значи мојот Бог е Јахве. Пророкот Свети Илија се појавува за да го насочи својот народ кон вистинскиот Бог, бидејќи дотогаш народот потпаднал под влијание на Езавел, сопругата на цар Ахав. Во тоа време и самиот Илија не се согласувал јавно со Ахав, кој се почесто ја подзаборавал религијата на Мојсей и наместо во Јехова верувал во други богови. Неговата жена го наговорила да изгради храм за сирискиот бог Ваал и одредил свештеници за тој бог. Поради тоа морал да избега од Израел и се доселил на протокот Херит, поточно источно од Јордан. Според верувањата, Господ Свети Илија го испратил во Серепта Сидонска, кај некоја вдовица која требало да се грижи за него. Кога пристигнал кај неа и побарал нешто за јадење, а таа му рекла дека самата таа и нејзиниот болен син немаат што да јадат, камоли и нему да му дадат. Тогаш Илија и порачал на вдовицата да му ја даде последната храна што ја имаат, бидејќи Бог нема да дозволи таа и нејзиниот син да останат гладни. Таа така и направила. По некое време обеќањето од Илија се остварило, но синот на вдовицата починал од болеста што ја имал. Затоа пак Свети Илија се помолил на Господ и тој повторно го вратил во живот. Гледајќи ја пропаста на својот народ, пророкот Илија почнал да го убедува царот Ахав да се покае. Царот не го послушал. Тогаш пророкот Илија му објавил дека како казна 3 години не ќе има ни дожд, ни роса на земјата, а сушата ќе престане само по неговата молитва. И навистина, по молитвата на пророкот, небото се заклучило, настапила суша и глад по сета земја. Народот страдал од неиздржлива жештина и глад. По 2 години глад и суша, Господ му наредил на Илија да се врати повторно кај Ахав и да го објави крајот на сушата. Кога царот разбрал за зборовите на Илија, наредил да го доведат кај него. Пророкот побегнал кај Беершева во Јудеја. По патот продолжил низ пустината и по патот го помолил на Господ да му го одзеде животот, бидејќи сметал дека не бил подобар од останатите грешници на светот. Потоа заспал под некој дрво, а во длабоката ноќ дошол ангел кој му донел јадење и му рекол дека го чека долг пат. Илија патувал 40 дена и 40 ноќи се до планината Хорив и кога пристигнал влегол во некоја пештера.
Таму Бог го прашал што прави во таа пештера, а самиот Илија му кажал се што го мачи. Тогаш Бог му кажал да излезе од пештерата. Само што излегол, Бог повторно го запрашал Илија што прави на оваа планина, а тој повторно му ги кажал страдањата и грешниот свет. По ова Бог му наредил да оди во Дамаск и да помогне Азаил да стане цар на Сирија, Ивој за цар на Израел, а Елеси за негов заменик. Пророкот Елеси бил сведок на восходењето на пророкот Илија на небото во огнената кола и од него ја добил наметката што паднала како дар на пророчкиот дух, двојно поголем отколку што имал пророкот Илија. Со песнава од името на председателот на управата на црквата Свети Климент Охридски, Борис Стојкос и неговата управа, исто така Славе Бунтевски со неговата управа од црквата Света Недела од Еджекс, управата на Джими од Маркам со неговата управа Свети Димитрија, управата на Светилија од Мисисага со Васко Недановски, а Диме Малаковски реков од Маркам, и управата на и председателот на Свети Наум Охридски Крис Клашов. На целиот македонски народ им го честита празникот и религиозен и национален Илинден со желба идните Илиндени да бидат што повесели и поуспешни. Еве песна посветена за Илинден. Голем празник е Илинден. Кажи, мила мајко, која руба да облечам. Кажи, мила мајко, која руба да облечам. Бела свилена промена, па појди си мила керко среде село на орото. Па појди си мила керко среде село на орото. Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заемничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975 5395. Апелирам и до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки, да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма.
Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побрајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365 888 6096. Да повторам, 365 888 6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Дионовски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416 827 7809. Но тука и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдинг и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416 756 5406. А трите модерно опремени ресторанти Elgin Water Manor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнланд, Онтерио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилијарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905 459 4447. 905 459 4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет и ке преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побрајте Крис Клашов на 905 520 1474. Да повторам, 905 520 1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неа на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416 421 7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. А сега одиме со илинденската програма. Македонија беше голема, велесила во светот, затоа и сакаја и да ја освојат. Но Македонија и земјата на рајот полна со рудни богатства, минерали, богата со природни богатства, реки, езера и мориња, планини и долини, богата со житни полиња и што ли уште не. Со еден збор речено, да се рече Македонија е големо нешто. Затоа непријателите не мируваа, туку парче по парче исечеа од низината територија, формирајќи државички, посебно во 19-тиот и 20-тиот век, со цел да ја ослабат силата на таа древна држава со богата историја, култура, наука, а најповеќе демократија. Денес, како што реков, ќе се задржиме за 2 август, за трите Илиндена и трите победи на македонскиот народ. На 2 август 338 година пред нашата ера, македонскиот крал Филип II Македонски во Херонеја со својата војска ја доби најголемата победа во негово време, поразувајќи ги така наречените грчки полиси или градчиња Атина и Теба. Атињаните и тебанците кои биле сместени во центарот на борбената линија, затоа пак Филип Македонски командувал од десната страна, а неговиот син Александар III Македонски од левата страна. Во оваа битка, со нивниот пораз, атињаните потпаднале под македонската власт, но не биле како робови, нити пак плаќале данок.
Всушност, Македонското кралство никогаш немало робови, затоа Македонија е и лулката на демократијата. Меѓутоа, атинјаните се заколнале во сите богови и богини дека вечно ќе им служат на македонските кралеви. Мирот помеѓу нив, кој бил склучен во зимата помеѓу 338 и 337 година пред нашата ера, така наречените, како што ги вика Западот Грци, а инаку некакви си племиња или им била дозволена слобода и автономија, но ограничена со обврски. Меѓутоа, забрането им било насилно менување на уредувањето, нова прераспределба на земјата, отпишување на долговите, ослободување на робовите, терање на политичките противници, конфискација на имотите, враќање на политичките бегалци, стапување во служба на други држави, здружување во сојузи, меѓусебособни борби и мачење на робови.
Следеа уште многу битки, непријателите не мируваа, така да со пропаѓањето на Втората Македонска империја, која Германија ја прекрсти во Византија од страна на османлиите, кога последниот цар Константин во 1453 година им се предаде, отворајќи им го влезот, отворајќи им ја големата порта за да влезат османлиите во таа македонска територија, која денес е наречена Балкански полуостров. Македонскиот народ потпадна под османлиското робство. Народот се креваше на многу востанија, како што беше Карпошовото востание во 1689 година, Кресненското востание во 1878 година во селото Кресна во долината на реката Струма во Перинскиот дел на Македонија, каде главниот штаб на Македонското или Кресненското востание направи печат на кој пишува «Печат на Македонското востание», а исто така и многу други востанија се дигаа, но беа задушени од страна на Отоманската империја. Со појавувањето на ВМРО, која македонска организација се повеќе и повеќе се зацврстуваше, дури светскиот печат пишуваше колку е силна таа организација. Од 2 до 7 мај 1903 година во Смилево селото решиле за да се дигнат на вооружено востание низ цела Македонија, а го утврдиле во село Буф на 26 јули 1903 година.
На 2 август, на македонскиот православен празник Свети Илија, македонскиот народ се дигна на востание. Во востаничката чета на Пито Гули и Никола Карев и двајцата од Крушево храбро со својата чета се борија против османлиите. Во Крушево се прогласи Македонската република, прва република на Балканот, а за председател беше избран крушевчанецот Никола Карев. Беа ослободени тогаш и Невеска и Клисура, како и други делови на Македонија. Во тие македонски денови беа убиени пак 1000 борци, 200 опожарени села, 4700 жени, деца и стари луѓе убиени, обесчестени исто така. 10 дена траеше Македонската република. Веднаш потоа големите сили директно се вмешаа за решавање на македонското прашање во Австрија. Тоа се разговараше во 1903 година во октомври. Но помалите држави кои беа ослободени во 19. век, како Грција, Србија, Бугарија, Романија, се спротиставија на овој договор, односно реформите што ги направија големите сили, велики дека се голема опасност за своите претензии во Македонија, зашто организацијата ВМРО беше храбра организација. Македонија и понатаму остана под окупација на османлиите, а во 1913 година таа македонска држава големите сили ја поделија на 4 дела, потпаѓајќи под грчка власт егејскиот дел, српска власт вардарскиот, бугарска перинскиот и албанска власт во Мала Преспа. Но македонците не мируваа, траеше жарта, тлееше жарта, за да во 1941 година на 11 октомври македонскиот народ се дигне на вооружено востание, но сега против фашистичкиот окупатор.
Македонците, србите, дел од хрватите и русите беа првите кои се спротиставија на фашистичкиот окупатор, во кои сојузници на германците покрај другите им беа и грците, бугарите и албанците. По макотрпната војна, Втората светска војна, на 2 август 1944 година Македонија доби статус но за жал само врдарскиот дел да биде равноправна република, држава во федерална Југославија со другите републики во неа со свој јазик, писмо, националност македонска, историја, култура и така натаму. Другите делови на Македонија, како и до ден денес останаа под Грција, Бугарија и Албанија, а вардарскиот дел Република Македонија во 1991 година стана самостојна независна Република Македонија. 1944 година го добивме и првиот председател, тоа беше Методија Андонов Ченто. Од името на редакцијата Глас од Македонија користам можност да го честитам празникот Илинден, но посебно од нашите сонародници Владе Димитриевски со сопругата Мара од село Граешница, со својата фамилија, прво честитајќи го именденот на нивниот син Ило, а исто така честити нека се и трите Илиндени, викаат почитувани сонародници, и во брзо време да се појави и четвртиот Илинден со сите делови на Македонија, за да сите демонски неправди, а со тоа и мирно да се живее низ целиот свет, Македонија победи. Така вика брачниот пар Влади Димитриевски и неговата сопруга Мара Димитриевска од село Грешница со фамилијата. Ако Ил или Иле или Светилија е богот на светлината, тогаш до идниот Илинден нека ја осветли со сите убавини и благодети Македонија и македонскиот народ заедно со сите малцинства во Република Македонија кои се лојални на Македонија живеат во радост и големи среќи и убавини. Така посакува овој брачен пар. Па честит Илинден.
Честит Илинден до сите своји најблиски роднини, пријатели, муштери и до целиот македонски народ испраќаат Стив и Дени Браун од кафичот Тим Хортон. Исто така Джин Емануелидис, онер на Вестмаунт Гаранти, со своите фамилии се разбира, адвокатот Питер Симеон со својата фамилија, исто така Крис Ничополос и Пери Ничополос, Стивен Масис и Мајкл Масис, до целиот македонски народ, до сите своји најблиски роднини, пријатели и до своите муштери, со желба за добро здравје, радост и уште многу години вака да се радуваат. Majki tuka rodeni, veat me nema, ama evezme, somerak sresolun, oro igrame. Veat me nema, ama evezme, makedonski pesni gordo peme. Vo solun drama kavala, vo kukuš voden lična grevena, korena vičogramos herojski, se igra i pepak makedonski. Veat me nema, ama evezme, somerak sresolun, oro igrame. Veat me nema, ama evezme, makedonski pesni gordo peme. Sme nije od pred Isusa, na svoja zemlja makedonska. Tuka sme, tuka ostanuvame i ime sveto ne menuvame. Veat me nema, ama evezme, somerak sresolun, oro igrame. Veat me nema, ama evezme, makedonski pesni gordo peme. Makedonski pesni gordo peme. Илинденски честитки, среќен празник до целиот македонски народ, до сите своји муштери, најблиски роднини и пријатели, испраќаат, како што реков, собствениците на фирмата Continental Carbon Group, браќата Масис, а исто така и фамилијата Ничополос од хотелите во Сент Катринс, што се, тоа е Holiday и Best Western, но исто така и вајс президентот или заменик директорот на Bank of Montreal Џон Јоановски со својата фамилија, Кен Карулас од VP Кушман, тој е Commercial Real Estate, со својата фамилија, исто така на целиот македонски народ им го честита празникот Илинден со желба секој да има добро здравје и расположение и уште многу години да се слави овој празник.
pričata, sudbina makedonska, po nas da se jademe, se kogo da trpime, dosta je moj narode, uštelike molčime, ako pak im prostime, od naš je ostane, dosta je moj narode, uštelike molčime, ako pak im prostime, od naš je ostane. Čabeli se borele, život odgodavale, сега ljudi izrobi, tebe da te prodada, dosta je moj narode, uštelike molčime, ako pak im prostime, od naš je ostane, dosta je moj narode, uštelike molčime, ako pak im prostime, od naš je ostane. Nikogaš nema da je severna, jedna zemlja imam jaz, mila Makedonija. Nikogaš nema da ne smenite, jedni sme za se kogaš, nije Makedoncite. Уште една честитка по повод празникот Илинден до сите своји муштери, најблиски роднини, пријатели и до целиот македонски народ, испреќа Крис Клашов со својата сопруга од реалити Лепејч. Исто така трима границ со собственикот Мицко Силјановски, како и Алек Кирков со своите фамилии, честитајќи го празникот Илинден. Питер Трајковски од Терас on the Green, ресторантот, со својата фамилија, до целиот македонски народ, до сите негови муштери, роднини и пријатели, испреќа, како што реков, илинденски честитки, за да секој се радува и секогаш биде во добро расположение. А бидејќи се ближат и последните минути од вечерашната наша програма, сакаме да ви се заблагодариме, почитувани слушатели, со желба да не слушате идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радио Часот Глас од Македонија, а вашиот уредник Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатна седмица, но и порака повелете на илинденскиот пикник што ќе биде на 6 август во паркот на организацијата Обединети македонци. Добра ноќ.